Убивањето на младинците во Ваташа и депортирањето на евреите во концентрациони логори не го правеле администратори. Председателот на ВМРО ДПМН предупредува дека со прифаќање на францускиот предлог ќе се избрише историјата на Македонија и фактите дека македонскиот народ бил секогаш на вистинската страна на историјата и се борел против фашизмот. Христијан Мицковски критикува корумпирани политичари во владата го распродаваат она што многу борци го платиле со крв. Ова се документи од гробовите на децата од Ваташа, на младинците од Ваташа. Ова ли го прават администратори? Ова се тие луѓе. Ова се тие луѓе. Ова ли е дело на администратори? Ова ли е дело на луѓето кои што велат дека ја администрирале Македонија? А ова се вагоните на Булгарската национална железница, каде што депортираат точно 7114 евреи од Македонија и ги носат директно во концентрациониот логор во Треблинка. Ова ли е дело на администратори? Мицковски имаше средба со председателката на Европската комисија, каде посочил на 3 дилеми. Дали Македонија ќе ги почне преговорите пред или откако ќе ги внесе бугарите во Уставот? Зошто според содржината на протоколот, во текот на преговорите ќе се разговара за историјата, наместо за иднината и клучните критериуми за членство во Унијата, како борба против корупцијата, владење на правото, подобрување на економијата? И зошто има унилатерална изјава од страна на Бугарија во однос на македонскиот јазик? Дилемата која што има ВМРО ДПМН македонската јавност и граѓаните е следна. Во членот 11 од документот наречен EU Common Position или заеднички став на Европската Унија, јасно стои дека Македонија нема да ги почне преговорите се додека, повторувам, се додека не биде променет Уставот. Дали е тоа точно или не е точно, оставам јавноста експертска, но и луѓето кои што се занимаваат со оваа проблематика да дадат одговор. Според Мицковски, тврдењето на власта дека во преговарачката рамка има чист македонски јазик е лага и со неа се подрива она што веќе е научно и меѓународно потврдено. Покажа документи од Третата конференција на Обединетите нации од 1977 година, кои се однесуваат на стандардизација на светските јазици, каде што јасно стои разликата помеѓу македонскиот и бугарскиот јазик.